Во рамките на одбележувањето на 3 декември, меѓународниот ден на лица со посебни потреби, денеска градоначалникот Лјупчо Папазов го посети дневниот центар и основното училиште Малина Попиванова, од каде порача дека општина Кочани заедно со институциите ќе продолжи да дава поддршка на овие дечиња и во иднина. Општина Кочани ќе прави напори за суштинска, редовна и квалитетна поддршка на ваквите лица. И центарот и училиштето Малина Попиванова извршуваат една благородна и хумана работа која е за поздравување, која бара посветеност и која исто така бара поддршка од сите аспекти. Во ова прилика сакам да го истакнам и моментот дека општина Кочани е вклучена во еден проект во надлежност на ЗЕЛС, поддржан од НАЛАС и ГИС, финансиран од меѓународни средства, во делот на мапирањето на категориите на лица со попреченост. Значи, ќе влеземе во реализацијата на овој проект, ќе учествуваме на сите обуки и на сите, ќе ги искористиме сите можности кои ги нуди проектот, за да обезбедиме попристојна, поквалитетни животни услови за ваквите категории и ќе имат целата наша поддршка. Во дневниот центар во Кочани, кој работи од 2018 година, моментално се згрижени вкупно 8 деца, кои секојдневно добиваат грижа од соодветно обучен кадар. На овој ден потсетуваме и алармираме уште еднаш, не само на овој ден, инклузивноста на овие лица е најбитна во општеството и во текот на целата година да искажуваме грижа ние како институции, како установи кои што сме задолжени од јавен карактер. Во текот на целата година се грижиме за лицата со попреченост во дневниот центар за лица со попреченост и интелектуална попреченост кој што е отворен во 2018 година. Во центарот се сместени, започнавме со 4 лица, сега имаме 8 лица згрижено. Апелирам за сите оние кои што се заинтересирани нивните деца да го посетуваат овој центар, да аплицираат кај нас во Центар за социјални работи, како би можеле да излеземе во пресрети на други лица кои што се заинтересирани да ги користат овие социјални услуги. Се надевам на успешна соработка која што имавме и со општината и со училиштето Малина Попиванова кој што има специјална паралелка и се надеваме дека овие наши заеднички подвизи ќе продолжат и со успехи во иднина. Општинските служби ги посетија и 3 паралелки со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова, каде настава посетуваат вкупно 9 ученика. 3 декември, денот на лицата со попреченост. Јас не го признавам како ден само денеска, значи за мене 365 дена, како што кажа ви претходно. Значи за овие лица треба да се грижиме секој ден и да помагаме. Значи заедно со општината, со вработените во училиштето, ние сме за нив и секој пат ќе стоиме за нив. Да ги инклузираме во општеството и секој пат да бидеме кога им сме потребни на нив за успешно пак да се вклучат во целокупниот живот во општеството. Сите вклучени во одбележувањето на 3 декември, светскиот ден на лица со посебни потреби, упати една иста порака да не се забораваат лицата со посебни потреби, бидејќи на нив секојдневно им е потребна помош и грижа, а не само на овој ден.